Добро вечер на сите и официјално добродојдовте на третата поред интернет дискусија која што ја имплементираме во рамки на проектот 19 години после 2001 година дали градиме и обновуваме меѓуетничка доверба во Македонија. Како моментално ја проценувате довербата помеѓу различните етнички заедници во Македонија? Во која мерка моменталните договори, политики, процеси и слично влијаат врз постоењето и непостоењето на доверба, а во која насока на дистанца помеѓу етничките заедници? Довербата е создадена помеѓу етничките заедници, но ни треба уште време за да се научиме и да ја практикуваме таа доверба. Клучните концепти кои се однесуваат на заедничкото живење на припадниците на на разните култури, да кажеме, се мултикултурноста и истите уште треба да се зајакнат со поголемо ниво на интелектуална комуникација. Моменталните договори, почнувајќи од Охридскиот рамковен договор, кој што е на почеток имаше добро влијание бидејќи со тоа и конфликтот заврши, но истото во пракса не е применето целосно, значи до ден денеска не е применето во целосно тоа и кој што веќе е истечен, да кажеме бидејќи е скоро 19 години. Затоа мислам дека треба да се работи на нов заеднички договор, кој што лидерите од политичките партии треба да укажат први волја и да склучат нов договор. Мислам дека најголем проблем помеѓу, да кажеме, помеѓу најголемите етнички блокови, македонскиот и албанскиот е големата сегрегација. Тоа се однесува на сегрегацијата во однос на образованието, да кажеме каде што постојат посебно македонски, посебно албански паралелки, потоа сегрегација на секое можно ниво каде што, да кажеме, македонската етничка заедница и албанската не суштествуваат заедно. Јас мислам дека сите точки кои беа ставени во рамковниот договор од денешна перспектива се исполнети. Дори мислам дека и многу повеќе од тоа отидено во насока на регулирање со новиот закон за јазици. Бидејќи во рамковниот договор во однос на јазиците стои посебно дека треба да се говори онаму каде што има 20% од населението го зборува различниот јазик од македонскиот. И тоа се беше јасно ставено во Охридскиот рамковен договор. Но што е според мене спорен законот за јазиците? Според мене е спорен на неколку аспекти. Прво, како правник, мислам дека не се доволно запазени процедурите при неговото донесување. Мислам дека се изостави јавноста, се изостави ману, која имаше многу критики во однос на законот за јазици, потоа да не говориме за Венецијанската комисија. Интересно е што кога ги збориме овие работи секогаш нас зачуваме на проблеми. И сега има моменти кога навистина се гледа ситуацијата колку сме ние мали во све тоа, например, сега ќе спомнам делов со корона кризата. Никогаш не се спомна дека албанци, турци, роми се пациенти, а никак короната бираше по етничка група кој би можел да заболи. И на крај доаѓаме дека кога се најдеме во некој голем проблем, а се наоѓаме во иста земја, на ист простор, навистина докажуваме дека знаеме да работиме заедно. Знаеме да работиме заедно и за доброто на нас, а и за доброто на земјата. И со тоа што тоа е на некој начин една доверба која што се градела во период и која што е дел од секој човек како едно битие. Така што пак се враќам на тоа дека младите докажаа дека во различни делови од минатиот период, минатите години знаеа заедно да работат. Студентските организации, граѓанскиот сектор, милион мал настани. Солидарноста и соработката се два клучни работи преку кои се задлабочува една доверба. Ако пак речам, ги спојам, направам споредба меѓу две декади, сметам дека се навистина и според сите истражувања довербата помеѓу етничките заедници навистина на едно доста солидно ниво. Пример као знак дека младите може да се обединуваат ми е, например, законот за младинско учество. Нели сите млади заедно стана и да се создават еден закон што е у нивен интерес, што ги постапува нивна генерација, например, младите. И тоа мене ми дава знак дека има доверба и ќе биде и идеме кон добар пат.
За политичките процеси или договори, да кажеме, сега за мене како албанец ке зборам, Охридскиот рамковен договор ме направи као да сум да се осеќам као граѓани на Република Македонија. Пред тоа, ако гледаме, не беа исто работите. Така да со тоа сметам дека имаше Охридскиот рамковен договор, имаше добро влијание. Например, зборам за мојата етничка група. Па мислам и имаше добро влијание кон целата држава. Тоа што го имаше доброто влијание дека го направи, например, Македонија по демократска држава. Им даде права на сите етнички групи со тоа. Тоа зависи од повеќе фактори. Како што кажав, нашата држава и според уставот и со нејзиното конституирање конституирана како мултиетничка држава и тоа е една од карактеристиките на нашето општество. И токму за тоа одражувањето на меѓусебни односи помеѓу заедниците е нешто кон што постојано треба да се тежне и како подмладоци, и како политички партии, и од страна на политиките кои што се носат од државата, постојано треба да тежнееме во таа насока кон градење на меѓуетничка доверба и кон градење пред се на општество кое што ќе ги одликува различните националности и различните култури кои што живеат во него и нивното заедничко живење на територијата на нашата држава. Но сведоци сме дека во минатото, иако со уставот нели беа загарантирани правата и слободите на сите граѓани на нашата држава, сепак постоеа конфликти или етнички конфронтации кои што доведоа до поделеност и до поларизација на општеството. Исто така постоеше дискриминација на одредени групи на граѓани и во подалечното и во поблиското минато имаме примери за тоа. Сметам дека она што е важно е како млади луѓе особено да се сеќаваме на минатото, значи минатото дефинитивно дека не треба да се заборави, но од минатото треба да извлечеме и поука за тоа како треба во иднина да постапуваме. Односно минатото и сеќавањето на минатото не треба да не кочат, туку напротив, сметам дека токму младите се тие што треба да градат заеднички мостови кон иднината. Која е според вас улогата на подмладоците на политичките партии, ете ако сакате и на политичките партии во градењето на довербата и како можат да бидат подобри во тоа во иднина? Политичките подмладоци, прво да ни е јасно на сите што треба да представаме политички подмладоци, тоа треба да значи промена во секоја политичка партија. Од таму е енергијата и од таму е гласот што не се плаши и сака да промени нешто, сака да збори гласно за некои работи и кој што е независен. Независноста на политичките подмладоци е многу важна работа. Како тела од една партија треба да сме свесни дека се покажувало во минатото и сега се покажува дека се користат младите во политичките подмладоци за разни интереси на политичките партии. Имено до пред некое време уште важеше она старно дека младите се користат во политичките партии за лепење на плакати, например. Дека младите се користат во политичките партии да стојат со рацете позади кога лидерот збори. Така што треба прво да си го земеме нашето место во политичката партија и да им докажеме на сениорите дека тоа е едно независно тело во самата партија кој што точно е со иста идеологија како политичката партија, но исто така има право на сопствен глас. Улогата сметам дека е доста голема. Зошто е доста голема? Пошто, ајде да кажеме дека до сега нашите сениори можеби не работеа по толку колку што треба за градење на мултиетничка доверба или да кажеме мултиетничка држава. Но мислам на нас ни е шансата, ја лично го гледам тоа како една шанса да направам некаква си промена и во целата држава, например менење на некои политики што не се согласувам и нормално се согласувам со тоа што Бојан што го кажа дека првин треба као личности да ги имаме тие, да сме за меѓуетничка доверба и мултиетничка држава.
прво ние лично да ги имаме тие ставови, да ги промовираме ние тие ставови. Така да, како млади политичари и како политички подмладоци, треба да имаме концепти кои што ќе ги рушат стереотипите и предрасудите и ќе придонесат кон креирање на општествена кохезија. Младите треба да ги рушат бариерите и треба заеднички да размислуваат за градење на еднината. Важно е како млади политичари да бидеме носители на нова и современа политичка култура и во дел од нашите размислувања и одлуки кои ги носиме при учество во одредени процеси и слично, да се разликуваме од сениорите. Сметам дека во тој дел сме, еве ќе земам примери за СДММ, но и за останатите подмладоци, дека сме направиле прогрес во тој дел и дека покажавме, мислам дека Етмир го спомна претходно, законот за младинско учество и младински политики, дека успеавме сите политички подмладоци да седнеме на иста маса и да разговараме отворено за кои се интересите на младите и што е најдобро да се направи во моментот и да постигнеме консензус по тоа прашање. Според мене, младите се авангардата на едно општество и тие се оние кои ги генерираат промените кои треба да дојдат. Но интересно е тоа што да кажеме во нашата држава младите и се младите тоа веќе се повторува и бескрајно. Мислам дека на младите им треба конкретна акција. Мислам дека младите треба да заземат повеќе став околу актуелните политики. Например, во однос на етничката застапеност во политичките партии, морам да кажам дека од денешен аспект пред 15 години било незамисливо да водиме на ваква дебата, каде што имаме представници од повеќе политички партии, каде што освен тоа што се различни политички партии, па си и етнички различни, со етнички различни позадини, и ова е многу голем ишчекор во однос на тоа. Ние како подмладоци на представници на политичките партии треба максимално да се ангажираме за младите да се приклучат кон политичките процеси. Бидејќи само така можеме заеднички да донесеме некои одлуки со кои што нема да им наштети на ниедна етничка заедница. Например, ако ние ги бараме нашите права, тоа не значи дека на другата заедница ќе им се одземат тие права. И исто е така, многу е важно младите да бидат дел од процесите на донесување на одлуки, за да ги дискутираме и решиме клучните младински прашања. Што треба како општество да направиме повеќе или следно, за да ја намалиме социјалната дистанца и да ги подобриме односите и довербата помеѓу етничките заедници во нашата земја во иднина? Пред сега би сакал да се осврнам на најбитниот дел или елемент кој јас го сметам дека е неопходен во ваквите ситуации, тоа е едукацијата. Значи, едукацијата од најмали нозе, додека отсуствува едукацијата кај нас за многу битни прашања, да кажеме во училиштата случат некои работи кои што на децата можеби понатаму во нивниот живот нема да им треба. Во нашиот случај мислам дека едукацијата е најбитна од прост аспект за подобро да се запознаеме самите со себе. Мислам дека освен едукацијата многу е битен елемент и кохезијата помеѓу младите. Например, јас сум израснал случајно со мој пријател, еден кој денеска се познаваме албанец, и например кога ние растевме немавме никаква нетрпеливост помеѓу себе си, да кажеме поминувале одредени процеси во државата, но ние сме се останали и ден денес пријатели, заради тоа што пријателството не сме го градале врз основа на етнички односи, туку врз основа на вистинско другарство, што е и на тој начин би требале ние помеѓу себе си прво, значи да бидеме искрени и да си подадеме рака, значи како млади луѓе. Тоа е најбитно. Мислам дека ние како млад, како представници на политичките партии треба да бидеме лицето на младите и на општеството. Треба да градиме еден однос со луѓето, да ги цениме луѓето како индивиди, како луѓе. Не да ги гледаме како етничка група или да им лепиме етикети, па спрема тоа да ги
да видиме дали може да се дружиме или дали може да му верувам на тој или не. Така да ни треба, мислам дека ни треба многу работа ни треба. Ја имам среќа што сум пораснал во мултиетничка населба во Чаир, така да таму не сме имале такви проблеми, ако сите што не живеат во Чаир, сите го гледаат тоа као сме поделени, така да мислам дека уште ни треба работа и уште ни требаат вакви дискусии или да направиме обуки, тренинзи за вакви работи. Така да тоа е се. Првин предрасудите, значи едни кон други треба да ги отстраниме и да гледаме, ја мислам дека треба да гледаме кон иднината и да не се враќаме, да не дозволиме да се вратиме назад за некои есенцијални проблеми, да кажеме. Него тие проблеми да ги поминеме и да гледаме кон Европска Унија. Затоа мислам дека и законите кои што се носат на парламент и кои им припаѓаат на етничките заедници треба да се носат со некој консензус, исто така и да кажеме и застапеноста на албанците во институциите да биде на бројот кој што е определен, да кажеме, од рамковниот договор или од другите договори. Меѓутоа, најважно е да гледаме напред и овие проблеми и овие, да кажеме, што ги имаме, да ги отстраниме што побрзо, бидејќи немаме време уште 20 години да чекаме за овие есенцијални проблеми да се отстранат. Така да треба што побрзо да се отстранат и да се прилагодиме кон законите на Европската Унија. Благодарам. Потребна е соработка, потребна е комуникација, запознавање на културата на другите етнички заедници и почитување на културата. Друго нешто што според мене е важно е заедничкото општество и промоција на тоа заедничко општество и тоа запознавање да почне на што помала возраст. Дадов и мој личен пример, така да сметам дека уште во основно образование или во градинките е потребно да започне таа улога на заедничкото општество. Од друга страна, мислам дека беше истражувањето од NDI за перцепција на младите луѓе во 2019 покажува дека младите кои доаѓаат од младите албанци и од останатите етнички заедници имаат помала доверба во институциите во споредба со македонците, но и довербата на младите македонци не е на тоа задоволително ниво. Тоа што треба како држава да направиме е да работиме да се зголеми таа доверба на младите кон институциите. Затоа што ако тие не веруваат во институциите и се разочарани од системот, тоа ќе биде прва причина заради што ќе се одлучат да ја напуштат земјата. Така да треба сите да работиме во таа насока. Прво треба да почнеме од она што се најслаби, тоа е образованието. Образованието не е стварно во една лоша состојба. Гледаме учебници каде што се полни со стереотипи, предрасуди, гледаме неквалитетно образование и високо образование, гледаме едно истражување покажува дека навистина е голема и корумпираноста во високото образование. Треба да почнеме да размислуваме на сите делови од каде треба да почне од се од образованието. Управо беше Петер, управо беа сите. Најпрво ќе треба тоа да го средиме, кога ќе го средиме тоа, ќе дојдеме до моментот на системско решавање и доверба во институциите. Има 4 работи што ги напомнам: образование, доверба во институциите, разговори со работка на крај би останало, вакви средби како што оваа сега навистина ни се потребни. Ретко се да се седнат повеќе политички подмолци на исто место, уште од различни партии, од различни етникуми, се навистина убава работа да се слушнеме што мислиме, и ќе помогне во сите оние процеси што би биле понатаму.